Премиерот Христијан Мицковски е оптимист и на утрешната средба со УПОС очекува договор, при тоа нагласувајќи. Очекувам да излезат од партиската преградка тие неколкумина во раководството на Сојузот на синдикати и да се договорат со владата во интерес на работниците, односно во интерес на административните службеници, бидејќи уште тие, како што многу пати кажа во минатото, уште тие 7700-7800 наши колеги немаат со владата договорен колективен договор, сите останати имаат, така што со ова владата како работодавач ги заокружува односите до истекот на мандатот на оваа влада до 2028 година со сите оние колеги на чии што работодавач директен или индиректен е владата. Каде е проблемот со спорните 7700 вработени во администрацијата и нивните плати? Делот раководството на Сојузот на синдикати на Македонија се повикува на општиот колективен договор кој го има потпишано со претходната влада. Иако тој истечен, во преодните и завршни одредби стои дека тој е во функција се до моментот додека не биде потпишан нов колективен договор. Доколку ние ја примениме оваа формула, тогаш при исплатата на плати ќе се создаде какафонија, бидејќи постојат неколку документи кои што ја дефинираат платата и кои што може да се толкуваат вака или така. Ние сакаме да имаме униформиран образец по кој што ќе се исплаќа платата за вработените во администрацијата и велиме. Делот членот на плата, односно 3 члена се, каде што се дефинира воопштиот колективен договор кој што е истечен платата, да го суспендираме и во периодот додека важи овој договор што сега ќе го постигнеме, да испреговараме нов општ колективен договор, тоа е од прилика 3 години. Во меѓувреме, Сојузот на синдикати на Македонија и понатаму инсистира на 600 евра минималец плюс 100 евра зголемување на плата на секој вработен, зашто за идните денови најавуваат нови протести, блокада на собранието, компании, но и владата.